Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. И започнуваме дневната емисија Точно напладне, која се емитува во среда во 12 часот. Еве не денеска повторно заедно и верам дека во наредните минути ќе ги задоволиме вашите вкусови, во смисол рубриките кои ги приготвивме ќе ви се допаднат. И ова емисија, како и сите останати досега, ќе започнеме со една убава мисла на денот. Денешната мисла гласи: гледај го однесувањето на другите и поправи го своето. Сите ние, почитувани гледачи, влијаме на некого поред нас, значи имаме влијание, а некои други со така влијаат на нас. Но ако приметиме нешто лошо кај другите, да не го ние тоа копираме, туку да се поправиме, да не бидеме такви. Библијата вели на едно место дека ние може да бидеме мирис добар, а и лош мирис. Па затоа, ајде денеска да бидеме добри, позитивни. Ако приметиме нешто лошо кај другите, да не го копираме тоа во нашиот карактер, туку да го поправиме. Или ако имаме исто така и ние некои слабости, со Божја помош да ги отстраниме. Значи, денешната мисла гласи: гледај го однесувањето на другите и поправи го своето. Одеме сега со една песна да ве поздравиме на почетокот од ова наша дневна емисија. Само сум човек од полног зла. Боже, откри ми колку вредам јас во очите Твој. Патник сум само во овој свет. О Боже мој, помогни ми Ти од ден во ден. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, Ти сила ми дај. Покажи ми скали по кои ке одам, да би стигнал јас, Исусе мој, во небесен дом. Патот за в небо, дај ми го Ти, мој Исусе, Ти води ме до победа. Од ден во ден, Исусе, те молам, научи ме Ти, за да можам да исполнам се само за Тебе. Вчера
помина, Исусе, утре дали ке дојде не знам. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. И те молам јас, Исусе мој, ти сила ми дај. После оваа песна, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Следува рубриката Вести од светот или од нашата земја. Денес имаме вести од Африка. Интересни вести, поточно од државата Нигерија. Имено, во минатиот месец се случи нешто лошо во тој дел на светот, поготово во Адвентистичката црква во Нигерија, каде што биле киднапирани 10 млади студенти. Би сакал да ви ја пренесам ова информација изворно, како што беше објавена во јавноста. Како одговор на молитвите кои ги упатувале кон Бога верниците во Нигерија, 10 адвентисти студенти бил вклучен и еден црковен водач, биле ослободени на 18 април 2025 година, откако 2 дена претходно биле киднапирани од осомничени вооружени лица на патот Бенин, Окада во државата Едо, Јужна Нигерија. Студентите биле на патот од Порт Харкорт до Универзитетот Бабкок за да присуствуваат на Генералниот младински конгрес во Африка, кога нивниот автобус бил нападнат од заседа од вооружени лица на експресниот пат Бенин-Лагос во близина на Оре околу 5 часот попладне на 16 април. Аугустин Джикаока, извршен секретар на црквата во Западна Африка, се сеќава во детали за овој настан и еве што тој вели. Пеевме додека бевме во автобусот. Имавме моменти на инспирација, потоа застанавме на пауза. Но 9 минути откако застанавме, следното нешто што слушнавме беа истрели од лево и од десно. Легнавме во автобусот. Тие дојдоа барајќи од нас да го предадеме нашиот рачен багаж. Понатаму тој продолжува. Имавме 18 години, значи претежно тоа биле млади студенти, млади деца, некаде од прилика 18 години, откако открие дека некои од нас се слаби и повредени, го замолија возачот да ги однесе во болница. Останавме 10, значи биле 18 души во автобусот, но 10 останале во автобусот, другите биле однесени во болница. Киднаперите беа 7, а тие побара еден од нас да оди да се грижи за кравите. Еден студент, Чиса Окву Амади, се здобил со прострелна рана од заскитен куршум и итно бил пренесен во болница. Гудлак Блесинг, кој седел до него, односно тоа е девојка која седела до него, го избегнала киднапирањето. Таа рече дека и таа можеше да биде погодена од тој заскитен куршум. Еве што таа изјавила. Се случи 10 минути пред овој инцидент да ги заменеме седиштата. Тоа беше шок за мене. Седев до некој што е веќе застрелан. Крвта беше насекаде над мене. Само бев таму, се чувствува безпомошно. Се беше исто како на филм. Повредениот ученик бил пренесен во болница Ондо, каде некои од неговите придружници дарувале крв за да преживее. Тој моментално, се вели во извештајот, се наоѓа на лекување во Универзитетската болница Бабкок и се надеват дека е во стабилна состојба. Закрепнува и полицајецот кој се здобил со повреда за време на спасувачките напори. Меѓу 18 студенти, 10, како што спомнав, биле киднапирани. Заробените, вклучително и Дейвид Джонатан Јуниор, директор на Министерството за јавен кампус во мисијата Порт Харкорт, Запад, биле однесени во шума, принудени да одат боси повеќе од 40 часа, да преминуваат повеќе реки, да преживеат со манго, какао и нечиста вода. Угочукву Елем, директор на делот од Западна Африка на Адвентистичката црква, исто така се заблагодари велејќи кога Бог е со нас,
Никогаш не сме сами. Само продолжете да ја вршите волјата Божја. Генералниот конгрес, каде што се упатиле овие млади, одржан од 17 до 25 април 2025 година на Универзитетот Бабкок во Илишам, Ремо, државата Огон во Нигерија, заврши успешно. Веста за ослободувањето на студентите донесе огромно олеснување и славење меѓу учесниците, означувајќи надеж и крај на конгресот, велат водачите. Денеска црковното раководство на адвентистите во тој дел на светот е фокусирано на поддршка на емоционално и психолошко закрепнување на ослободените студенти. Сепак, пошироката криза на несигурност во Нигерија продолжува. Почитувани гледачи, Нигерија е нестабилна земја, кај што има племенски вооружени групи и постојно се напаѓаат, киднапираат, барајќи пари за откуп. Во едно неодамнешно сведочење, проповедникот од Северна Нигерија откри дека во неговата црква со нешто повеќе од 100 членови, 44 моментално се држени од киднапери, значи се киднаперени. Според Националното бюро на статистика во Нигерија, меѓу мај 2023 година и април 2024 година биле убиени, обратете сега внимание на овие бројки, 614.000 нигеријци, а повеќе од 2,2 милиони киднапирани низ целата земја. Податоците откриваат дека само во првиот квартал во 2025 година 1420 луѓе биле убиени, а 537 киднапирани. И покрај оваа реалност, водачите на адвентистичката црква во Нигерија навидуваат дека остануваат цврсти во молитвата, мисијата и достапноста до заедницата, верувајќи во постојаната Божја заштита и водство. Еве, навистина, вестите почна лошо, но завршиле со добро, кога овие 18 млади момчиња, студенти, 10 од нив биле киднапирани, но верниците се молеле и, како што изјавил и директорот Елем Уго Чукву, кога Бог е со нас, никогаш не сте сами. Само продолжете да ја вршите Божјата работа. Точно е, почитувани гледачи, на оваа земја владе несигурност, не знаеме што може да биде со никого од нас, но кога го отпочнуваме денот, да го отпочнеме со молитва и предавање во Божји раце. Што да се случи, да бидеме на негова страна. Еве, ова киднапирање завршило добро, да имало ранети, меѓутоа сепак тие млади се вратиле на тој кампус, односно на тој конгрес за млади и завршило како успешно. Веста за ослободувањето на студентите донесе огромно улеснување и славење меѓу учесниците, означувајќи надежен крај на конгресот, велат водачите. Одиме сега повторно со песна. Дай ми силу духа свой.
Hello. Добар ден. It's a privilege to be invited into your home again. Предност е да бидеме повикани во вашиот дом повторно. We're in the middle of a series of meetings looking at the laws of health. Ние сме во средина на нашите состаноци, гледајќи ги законите на здравјето. Now, these aren't laws that the police will enforce. А не се тоа закони кои што полицијата ќе ве присили да ги спроведувате. These are laws that your body needs in order to work healthfully. Тоа се закони кои што вашето тело ги бара за да можете да бидете здрави. If you violate these laws, А ако вршите насилство над овие закони, disease may well arrest you. болеста самата ќе ве совлада. So far, we talked about diet, Досега зборувавме за исхраната, and we're talking about just a small portion of it. It's a huge topic. зборувавме само за еден мал дел, а и тоа е една широка тема за која што може да се зборува. We talked about exercise. Зборувавме за вежбањето, We've talked about water. зборувавме и за водата. And I hope you saw that one because that's a seriously important law. И се надевам дека веќе тоа го спроведувате затоа што тоа е еден важен закон. Now we're going to look at the law of sunlight. А сега ќе зборуваме за законот на сончевата светлост. It's a big topic Тоа е една голема, широка тема, because it's a big sun. затоа што и самото сонце е големо. Now, we have been trained to be afraid of the sun. Ние сме на некој начин учени да се плашиме од сонцето. Oh, the sun causes cancer. Сонцето може да предизвика рак. Well, the reality is, sun keeps us from getting at least 16 types of cancers. У суштина, сонцето не заштитува од 16 различни типови на рак. 8 types of gastrointestinal cancers. 8 типови на гастроинтестинални, значи ракови. 3 types of female cancers. 3 типа на рак на жените, кај жените. And one of the main female cancers is breast cancer. И еден од главните ракови е ракот на дојката. They've done a study on women with breast cancer. Направено е истражување со жени кои што имаат рак на дојка They're normally low in vitamin D. и приметено е дека тие имаат понизок ниво на витамин D. They need to get more sunshine. Значи потребно да имаат повеќе сончање. If a woman has breast cancer and she's low in vitamin D, А ако жената има рак на дојката и има низок ниво на витамин D, the risk of metastases is 94% higher. значи ризикот од метастазите е 94% повисок. And the risk of being fatal breast cancer is 73% higher. А да се биде фатален, значи овој рак на дојката е 73%. Get the sunshine. Значи сончајте се. Yeah, the only concern you have with sunshine is burning your skin. Единствената загриженост која што треба да ја имате е од сончевата светлина е да изгорите. All right? Sunshine protects us from 3 types of urogenital cancers. Значи сончевата светлост не заштитува од уринално генитални 3 различни места. 2 types of lymphomas. 2 врсти на лимфоми. So, getting in sunshine is protective. И излезете на сонце затоа што тоа е заштитничко. So, how does it do this? Како го прави тоа? First, we just mentioned Првото веќе го спомнавме. it will increase your vitamin D. Значи ќе го зголеми вашиот витамин D. But sunshine can do something else that's amazing. Али сончевата светлина може да направи уште нешто што е фасцинантно. Cancer is usually a mutation of the DNA. Канцерот или ракот е у суштина мутацијата на нашето ДНК. Sunshine can repair your DNA. Значи сонцето може да ја поправи вашата ДНК. Now, a number of books that have been written about sunshine and cancer Многу книги кои што се напишани во врската со сонцето и ракот, and here's where they agree. и еве во што тие се сложуваат. It's too much sunshine and a high fat diet. Значи премногу сонце и премногу масна исхрана.
If you choose to stay out of the sunshine and continue the high-fat diet, А ако останете надвор од изложувањето на сончевата светлина, а се конзумирате масна исхрана, you will suffer from low vitamin D ќе патите од низок ниво на витамин D, and all the results of too much fat in a diet. а сите тие резултати се, значи, премногу мрсна исхрана. And what are those diseases? И кои се тоа болести? Heart disease is one of the main ones, Главна болест е срцевите заболувања. and diabetes. И втората е диабетисот. Matter of fact, for diabetes, cancer, fat is your biggest concern. Значи, што се однесува до диабетисот, мрснотијата треба да биде најмногу оно што ќе ве загрижи. Now, you don't have to be drinking the oil. Вие не мора да пиете масло, It's eating foods that are high in fats. али и самото јадење на исхрана која што содржи голема мрснотија. Fried foods. Пржени работи. Do an experiment next time you have a fried food. Направете еден експеримент кога ќе имате пржена исхрана. Take a napkin, Земете една хартија на палома, put your fried potato or your hamburger in there, ставете ја на пржените компирчиња или во хамбургерот fold the napkin over and just press lightly. и кога ќе ја ставите, значи салветката само лесно притиснете го, Remove the food тргнете ја храната and look at the napkin. и погледнете ја салветката. That's fat. That's oil. Тоа е у суштина мрснотијата и тоа е маслото. That would have been in your body. Тоа е она што ќе биде во вашето тело. Okay? Ice cream, Сладоледот, high in fat. тоа е полн со мрснотии. Butter, margarine, high in fat. Путерот, маргаринот, сите се тие мрсна исхрана. Okay? Let's look at the progress from sunshine to cancer. Ајде да видиме еден прогрес што се однесува до сонцето и ракот. If you're getting enough sunshine, Ако имате доволно изложеност на сончевата светлина, your immune system is stronger. вашиот имун систем ќе биде појак. And we all need a stronger immune system. А сите ние имаме потреба од јак имун систем. Sunshine also raises your oxygen level in your blood. Сончевата светлина исто така ја зголемува кислородот во вашата крв, Because it makes you breathe deeper. затоа што ве чини да дишите подлабоко. And cancer hates oxygen. А самиот рак го мрзи кислородот. It also, of course, raises your vitamin D. А исто така го зголемува и вашиот витамин D. That's through a process of converting your cholesterol through a process into vitamin D. А тоа е тој процес кој што се прави со сончева светлина да од вашиот холестерол се претвара во витамин D. Which lowers cholesterol, raises D. Значи на тој начин се намалува холестеролот, а се зголемува витаминот D. That's a win-win situation. Тоа е победничка ситуација. Sunshine also lowers your blood pressure. Сончевата светлина исто така го намалува вашиот крвен притисок. Those four things together Сите овие 4 работи заедно, lead to lower cancer rates. сите тие водат кон понизок ниво на можност за рак. And there's only one similar component in all of those things. И постои еден сличен состека кој зборува за сите овие работи. Sunshine. Сонцето. Get your sunshine. Значи, бидете изложени на сонцето. Okay. If you're getting enough sunshine, Ако имате доволна изложеност на сончевата светлина, just 2 or 3 times a week, само 2-3 пати во текот на неделата, it can lower your risk of two of the main diseases that we deal with. може да ги намали, значи, две главни болести, Diabetes and cancer. диабетисот и ракот. Between 50 Од 50 and 80% до 80%. just by getting the sunshine. Само доволно изложување на сончевата светлост. Now, some people say, well, when should I get my sunshine? Некои луѓе ќе прашаат, а каде ќе бидам изложен на сонце? Now, most people who I talk to will say early in the morning, late in the afternoon. Дали рано со повеќето луѓе кога зборувам, тие ме прашуваат дали рано наутро или навечер. You're usually at work at those times. Али суштина вие во тоа време работите.
The best time is when the sun is as straight overhead as you can get it. Значи, најдобро време е кога самото сонце ќе биде во зенитот, значи над вашата глава. Hopefully that's during your lunch hour. Се надевам дека тоа е за време на вашиот ручек. Or even your lunch half hour. Или за време на половина час од вашиот ручек. 10 or 15 minutes. Значи 10 до 15 минути. With your face exposed. Со вашето лице кое што ќе биде изложено. As much as your arms as the weather permits exposed. И колку временските услови ви дозволуваат да вашите раце бидат изложени. Eat your lunch looking at the sun. Јадете го вашиот оброк додека гледате кон сонцето. When it's straight overhead, you get the most intense rays. Значи, кога сонцето се наоѓа директно над вашата глава, тогаш е најинтензивно кое што можете да го искористите. Tebe nema drug na svetот sličen. Nikoj poprekrasen i podostojen, Bože. Ti si za slava, za čest i pohvalba, gore visoko i pomeđu nas. Ko tebe nema drugo, Bože. Ko tebe nikoj. Ko tebe nema.
После ова песна, почитувани гледачи, се враќаме повторно во емисија. Вие следите програмата, односно емисијата на Радио Гласна надежта, која се емитува во среда точно напладне во 12 часот. Еве не денеска повторно заедно и вие следите ова наша програма. Следува тема, религиозна тема, теолошка тема. Денес би зборувале за седмиот ден. Кој ден да празнуваме? Многу луѓе се прашуваат кој е тој ден кој треба ние да го одвоиме, во кој треба да го прославуваме Господа. Познато е дека некои луѓе го празнуваат петок, некои сабота, а друга група на христијани недела. И сега, луѓето се, можеби, во некоја дилема, но ние ќе се потрудиме врз основа на Библијата, значи со библиски текстови, со библиски извештаи, да објасниме кој ден треба ние да празнуваме. Што Библијата зборува за седмиот ден, за саботата? Ајде да почнеме од почетокот, од корењата за саботата. Саботата се спомнува уште на првите страници на Библијата. Одиме во прва книга Мојсеева, во втората глава од првиот до третиот стих. Еве Мојсе што запишал, почитувани гледачи. Така беа довршени небото и земјата со сето свое воинство. И ги заврши Бог до седмиот ден своите дела што ги создаде. И се одмори во седмиот ден од сите своји дела што ги создаде. И Бог го благослови седмиот ден и го посвети, зашто во тој ден се одмори од сите своји дела што ги создаде. Некој велат, да, овде пишува седмиот ден, но не знаеме кој е седмиот ден, зашто некој по календарот бројат седмицата почнува да е бројот од понеделник и доаѓа до недела како седми ден. Други почнуваат од недела, бројки до сабота, тогаш сабота е седми ден. Меѓутоа, дилемата се открива или тоа, да кажеме, непознато прашање, кој ден е сега ови седми, може да го откриеме одговорот во втора книга Мојсеева, во 20 глава од 8 до 11 стих, каде што се назначени 10 Божји заповеди и четвртиот ден, односно во четвртата заповед, седмиот ден се спомнува со име. Веднаш да кажеме, значи, овој библиски текст од втората глава, од првата книга Мојсеева, ја отврла општата забелешка дека седмиот ден е еврејска сабота. Зашто денеска многу луѓе велат, да, саботата е еврејска, Бог на евреите им ја дал, меѓутоа не е точно. Овде гледаме дека не постоел ниту еден евреин, тек немало ни луѓе создадено, Бог ги создавал елементите, земјата, птиците, животните, тревките, растенијата и на крајот, вели, од шестиот ден Бог го благослови седмиот ден. Зашто? Затоа што седмиот ден Бог го изделил за одмор. Го благословил и го посветил кога го создал нашиот свет за 6 дена уште во рајот, значи во Едемската градина, пред паѓањето во грев и пред да се роди првиот евреин. Знаете, евреите од кого потекнуваат? Од Аврам. Аврам многу стотици години подоцна ќе дојде на свет, што би се рекло. Значи, тогаш не постоеле евреите, ниту грците, ниту македонците, ниту било кој друг народ, додека на овој свет били присутни само нашите прародители Адам и Ева. Според тоа, седмиот ден, почитувани гледачи, не е еврејски празник, еврејска сабота, како што тврдат христијаните денес. Според тоа, саботата е спомен на создавањето на сите луѓе, а не само на евреите. Токму затоа целото човештво треба да ужива во благословите на седмиот ден. Да забележиме дека во прва книга Мојсеева, втора глава, од 1 до 3, во 3 стиха седмиот ден се спомнува 5 пати. Значи може да ги броите 5 пати, а во 3 од тие 5 случаеви тој ден јасно се именува како седми ден. Подосна во времето на Мојси, кога Господ слегол од небото на планината Синај и го изговорил својот закон, меѓу 10 Божји заповеди што ги напишал Бог на 2 камени плочи се наоѓа и четвртата заповед која бара од нас да го празнуваме седмиот ден, саботата. Проверете во вашите Библии и ќе најдете дека Бог вели помни го саботниот ден или сеќавај се. Еве да го прочитам според овој превод што го имам јас. Помни си да го празнуваш саботниот ден, 6 дена работи и сврши ги сите своји работи, а седмиот ден е сабота, одмор, посветен на твојот Господ Бог. Тогаш немој да работиш,
никаква работа, ни ти, ни твојот син, ни твојата керка, ни твојот слуга, ни твојата слугинка, ни твојот вол, ни твоето магаре, ниту придојдениот што ќе се најде во твојот дом, зашто Господ за 6 дена ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден се одмори, зато Господ го благослови и го посвети саботниот ден. Следа дека истите мисли и зборови поврзани со 7-миот ден, почитовни гледачи, ги наоѓаме и во 2 глава од прва книга Мојсеева, како што претходно читавме. Значи, во 4-та заповед Бог забранува да се работат сите тие активности што ги работиме во останатите 6 дена. Зашто Господ за 6 дена ги создаде небото и земјата и се одмори, вели, во саботата, во 7-миот ден. На истиот 7-ми ден, посветен при создавањето, се повикува апостол Павле, кога ни упатува повик да влеземе во Божиот одмор. Во Евреите, 4 глава, од 4 до 9 стих, читаме само делови од тие текстови, зашто некаде за 7-миот ден вака кажа: и Бог се одмори во 7-миот ден од сите своји дела и на Божиот народ му останува саботната починка. Гледате, Божиот народ треба да одмара во саботата, зашто тоа е дадено за него. Значи, апостол Павле овде саботата како 7-ми ден ја поврзува со 4-та заповед при создавањето и при Синај, но и при создавањето. Значи, саботата е дадено уште пред да биде законот даден на планината Синај. Значи, уште на самиот почеток. Според тоа, отпаѓа сите приговори на христијаните кои тврдат дека 7-миот ден посветен при создавањето не истиот 7-ми ден од 4-та заповед и дека седмицата на создавањето не иста со нашава денешна седмица. Иста е, почитувани гледачи. Зашто и во Библијата наоѓаме извештај во Новиот Завет, кога Павле зборува, како што читавме во Евреите, дека за народот Божи останува почивката. И самите евангелисти зборуваат дека едноставно Исус во сабота се одмарал во гробот, а во недела, во првиот ден на седмицата, тој воскреснал. И затоа саботата, може да кажеме, е сведен. Имаме многу текстови, сега да не ви ги читам сите. Еве, само неколку. Езекија, 20 глава, 12-13 стих, вели: не одја по моите заповеди, ги обесветува моите саботи, затоа одлучи во пустината да го излија мојот гнев врз нив, да ги исти сотра. Значи, евреите, ако били Божи народ, и тие не го почитувале Бога и неговиот свет ден, и Бог морал во дадени моменти да реагира. Понатаму во 2 книга Мојсеева, 31 глава, 14 и 13 стих, вели: за да знаете дека јас сум Господ кој ве посветува. И затоа, почитувани гледачи, саботата е свето време, изделено од другите денови наменски, значи можност за Бога да не посветува од нас, од грешни, да направи праведни, свети луѓе, како што е напишано во 3 книга Мојсеева, 19 глава, 2 стих: биете свети, зашто јас сум свет, Господ ваш Бог. И Бог навистина своите деца ги посветил и ги нарекува свети. Значи, свети или светии се сите оние кои го следат Бога. Бог нема светци горе на небото. Човекот кој го умира, тоа веќе го зборувавме во минатите емисии, оди в земја и се одмора. Не оди душата ниту во рај, ниту во пекол. Меѓутоа, апостол Павле, кога испраќа писма во Солун, во Вереја и во други делови во тогашниот свет, вели: поздравите ги светите, светиите, значи оние живи луѓе кои го обожаваат, го следат Исуса Христа. Саботата е изделена за нас, за да се знае. А што да се знае? Да се знае дека Господ е наш Бог кој не посветува, вели апостол Павле. И сега апостол Јован во Откровение 14:12 вели: во тоа е трпението на светиите, што ги пазат Божји заповеди и верата во Исуса Христа. Значи, свети се оние кои го пазат законот, 10 Божји заповеди, вклучувајќи ја и 4-та заповед кој зборува за обожавање на Бога во саботниот ден. Среде верскиот хаос што постои денес во светот, среде многобројните верски заедници, чиј што број постојано се зголемува, човек со право се прашува која црква е вистинската, на која треба да и припаѓа како верник. Постои ли некаква можност, нешто или некој кој да ни помогне
позитивно да ја разрешиме ова дилема и да не направиме погрешен избор. Многу е важно, почитувани гледачи, да не направиме погрешен избор, туку да го направиме вистинскиот избор и кога е во прашање обожавање на вистинскиот ден. Апостол Јован вели во неговото Евангелие, Јован 14:6, Христос е патот, вистината и животот, и тој ќе ни каже што да сториме и ќе не научи како да веруваме. Во Јован 5 глава 39 стих пишува: прегледајте ги писмата, кој верува во мене, како што кажува писмото, од неговата внатрешност ќе потече реки на жива вода. 7 глава 38 стих. Како што кажува писмото, а што кажува? Како што читавме? Читайте ги 10 заповеди и ќе откриете кој е седмиот ден. Саботата е седмиот ден, не е таа наменета за евреите, туку за секого од нас. Вистинската Божја црква е лесно препознатлива меѓу силната и плејада цркви. Божите деца имаат видливи белези спред кои се препознаваат како Божи деца. И сега да споменеме некои белези. Прв и јасен белег на верниците на Божјата црква кои му припаѓаат на Бога е следново. Во тоа е трпението на светите кои ги пазат Божите заповеди и верата Исуса. И верата во Исус. Откровение 14:12. Значи Бог своите деца ги нарекува свети и ги препознава по тоа што ги држат Божите заповеди и имаат вера во Исуса Христа. Друг важен белег, почитувани гледачи, според кој Бог ја препознава својата црква, односно својот народ, а и Божиот народ Бога го препознава, е 4-та заповед. Божите деца ја празнуваат саботата како седми ден. Тоа е исто така многу важен белег по кој Бог ќе ги препознава своите следбеници кога ќе дојде на оваа земја. Саботата е најдоминатен белег според кој секој човек што ја проучува Библијата лесно може да ја препознае вистинската Божја црква и да се придружи и како нејзин верник да ги ужива сите оние богати саботни благослови за кои обилно зборувавме во претходните минути. Нема никаква одредена причина зашто човекот да го празнува седмиот ден, да празнува сабота. Освен што така одредил и така заповедал Бог. Значи, и сабота исти ден како среда и вторник и четврток. Меѓутоа, Бог рекол, саботата е мој ден, посветен ден, изделен ден, благословен ден, и по тоа Бог ќе ги препознае своите следбеници. Заповедта за сабота содржи елементи кои не постојат ниту во една друга заповед. Таа го истакнува името на законодавецот, значи Господ, Јахве, и неговата територија, а тој небото и земјата, и неговата титула. Значи тука, како во еден печат што има, например, општина Кавадрци, територија Кавадрци и така натаму, титула градоначалник, тоа се е во еден печат. Саботата е печат, почитувани гледачи. Ги има три титули. Законодавец, Бог, Господ, територија, небото и земјата и неговата титула Создател. Овие три компоненти го сочинуваат оно што е познато како печат и му дават авторитет на законот. 10 заповеди својата полноважност ја стекнуваат од царскиот печат на Создателот, од печатот на Бога и од саботниот печат. Да ја чуеме уште еднаш интегрално 4-та Божја заповед. 2 Мојсеева, 20 глава од 8 до 11 стих. Помни си да го празнуваш саботниот ден. Било кој превод да земете, почитувани гледачи, ќе ја најдете сршта. Дека денот саботен е посветен ден на Господа. Били 6 дена работи и сврши ги своите работи. А седмиот ден е сабота, одмор посветен на твојот Бог. Тогаш немој да работиш никаква работа. Ни ти, ни твојот вол, ни твоето маги и така натаму. Може, значи, да ја читате до крај и на крајот завршува, зашто Господ го благослови и го посвети саботниот ден. Штовани гледачи, одговорот е многу јасен, едноставен и гласен. Значи, Бог бара од своите верници, они следбеници кои го следат Бога денеска, да го почитуваат неговиот ден, седмиот ден, саботата. Неделата е прв ден во седмицата, за тоа ќе зборуваме во една од наредните емисии. Еве што вели понатаму Господ во Езекија 20 глава.
12 и 20 стих. Им ги дадов своите саботи како знак меѓу себе и нив. Нека зна дека јас сум Господ кој ги посветува. Празнувајте ги моите саботи, тие нека бидат знак меѓу мене и вас, за да се знае дека јас сум Господ, ваш Бог. Уште еднаш последните две реченици. Празнувајте ги моите саботи. Тие нека бидат знак меѓу мене и вас, за да се знае дека јас сум Господ, вашиот Бог. Саботата, вели Бог, е видлив знак или белег со кој е обележена мојата вистинска црква. Мојот народ празнува сабота, празнува во мој свет ден. Зато, почитувани, Господ ве повикува и вас, кои се уште можеби се двумете или празнувате погрешен ден. Придружите му се на мојот народ, Господ вели, на мојата црква и празнувајте ја саботата. Уште нешто за знакот и за белекот во Библијата. Во старо време Бог барал од својот народ да ги обрежуваат сите машки деца. Обрезанието исто така било знак или белег на Божјата припадност. Знаеме, евреите тоа го правеле како припадност на евреите. И секој машко меѓу вас нека биде обрежено, обрежувајте се и тоа нека биде знак на заветот меѓу мене и вас. Според тоа Аврам бил обрежен. И го прими Аврам знакот на обрежувањето како печат на праведноста што ја доби преку верата што имаше како необрежан, за да биде татко на сите кои веруваат. Римјаните 4:11. Знаеме дека тоа сега не важи, тоа припаѓало во тој обреден церемониален закон, тој веќе укинато, меѓутоа денеска ние знаеме дека обрезанието е заменето со крштевањето. Се гледа дека во новозаветниот период изразот печат се користил како синоним за зборот знак, за старозаветниот знак на обрезание. Павле зборува како за печат на праведноста, затоа тој овде заедно со зборот знак го воведува во употреби зборот печат како синоним со истото значење. Според тоа саботата како видлив знак, според кој Бог ја препознава својата црква, својот народ, а и неговиот народ го препознава него, значи Бога како свој Господ и Бог. Представува Божи печат со кој Бог ги запечатува своите верници и предани деца за своето царство, но за саботата како Божи печат многу повеќе се зборува во Библијата. И затоа да резимираме. Саботата е Божи ден, почитувани гледачи. Не е еврејски, не е грчки, не е за македонци, туку за сите луѓе. Пред Бога не постојат народности, нации, само постои машки род, женски род. На Бога сите ние сме му мили. Затоа, еве, ако сме празнувале до сега некој погрешен ден, време да се определиме и да го прифатиме знакот, печатот. Тоа е саботата како Божи ден во кој тој одмарал. И денеска и ние треба да одмараме, односно и физички да одмараме, но духовно да одиме во црква, да го обожаваме Бога. Ако во вашето место нема црква кај што се обожава или верници кај што се обожава сабота, Бога во саботата, побарајте во можеби соседниот град, соседната општина кај што има луѓе кои го слават Господа во саботата. Кој ден да празнуваме? Саботата е Божи ден, одреден за Божиот народ, како што читавме во Евреите. Саботата е за народот Божи, за таа почивка, бидејќи на новата земја, сега не го читавме тој текст, но опишува таму во Езекија, дека на новата земја од сабота во сабота Божиот народ ќе се собира да го повторно обожава Бога. Одиме сега повторно со песна. Sundown has come again. It's time to rest. The Lord has proclaimed this day to be the best. For the world was created within 6 days. God rested on the Sabbath, and to man he said, come unto me and leave this world behind. I know I can help you find the peace of mind. Come unto me and I will show the way.
together we will worship on this my Sabbath day. Sweet Sabbath morn, dawn's bright and fresh. Lift up your voice and praise on this day of rest. Marvel at the works of the Creator's hands. Open up your hearts to Him as He shows you His plan. Come unto me and leave this world behind. I know I can help you find a peace of mind. Come unto me and I will show the way, and together we will worship and celebrate this day. Evening shadows fall as the sun gently sets. We will ever treasure these moments we've kept and live with the hope and long for the day when we see our Savior and we hear Him say, come unto me and take hold of my hand and let me lead you to the promised land. Come unto me, for I have brought you peace, and together we will worship throughout eternity. Throughout eternity, throughout eternity. Продолжуваме со нашата емисија, почитувани гледачи. Вие следите дневната емисија Точно напладне, емисија која се емитува во среда точно во 12 часот. Денеска имаме едно интересно прашање: дали Христовото доаѓање ќе биде видливо? Верувам сте слушнале дека некои христијани верува дека Христос веќе одамна дошол тајанствено, духовно, но сепак Библијата зборува дека Исус ќе дојде видливо на облаците. Значи, тоа ќе биде видливо дури за оние, вели Светото писмо, кои го прободеле. Значи, војниците кои учествувале во тоа зверско убивање, односно распнување на Исуса Христа, ќе имаат таа привилегија, условно кажано, да воскреснат и да го видат Христовото доаѓање на облаците. Значи, сепак од библиска гледна точка, ова е погрешно кога зборуваме дека Исус духовно дошол на оваа земја и се уште невидлив за нашите очи. Христос му кажал на првосвещеникот за време на судењето, ве враќам сега во 4 Евангелија: јас ви велам, од сега ќе го гледате Синот човечки како седи одесно на силата, одесно на Отецот, и како доаѓа на небесните облаци. Тоа е еден интересен превод, Матеј 26, 6 и 4. Значи, овде Исус го најавил, уште кога бил на оваа земја, дека ќе дојде видливо на облаците. Пред величественото и славното доаѓање на нашиот Господ, земните цареви, пишува Откровение 6 глава 15 до 17 стих, големците, земните цареви, војсководците, богатите, силните, секој роб и секој слободен човек се засолнија во пештерите и по горските камењари, велејќи им на горите и карпите: паднете врз нас и скрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на нивниот гнев и кој може да се одржи.
Грешниците повеќе почитувани гледачи сакаат врз нив да паднат горските карпи, отколку да се сретнат со лицето со нешто го презреле и утврлиле. Значи Исус ќе дојде на облаците, ќе го види секој око, и од исток и од запад, од север и југ. Сите оние кои починале со вера, праведни луѓе, ќе воскреснат заедно со живите, вели апостол Павле, ќе бидат преобразени и земени на облаците, но ќе го видат Исус, кој доаѓа од исток. Значи Христовото доаѓање ќе биде од исток. Додека Исус се вознесувал, ангелите им кажале на апостоли. Да видиме што им кажале. Дела, 1 глава, 11 стих. Ово Исус кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде како што го видовте да оди на небото. Значи, и ќе го види секој око, вели Откровение 1.7. Гледате, едноставни реченици, едноставни за разбирање, наше само да веруваме. И на многу други места Светото писмо јасно учи за буквално и лично Христово доаѓање. Павле кажува: сам Господ ќе слезе од небото на заповед со глас на архангел и со Божја труба, 1 Солуњаните 4.16. Исус изјавува: ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со сила и голема слава. Како молните што излегува од исток и свети до запад, такво ќе биде доаѓањето на Синот човечки, Матеј 24.30 и 27 стих. А на неговата наметка и на неговото бедро има напишано име: Цар на царевите и Господар на господарите. Откровение 19.16. Значи има многу текстови, почитувани речи, кои укажуваат дека Христос ќе дојде видливо. Тој нема да дојде тајанствено, или да кажат некој: еве во Лондон Исус дошол, во Мелбурн, во Вашингтон, во Скопје или така натаму. Тој ќе дојде видлив за целиот свет. При второто Христово доаѓање, што го следи целата вселена, без див, зашто тоа е вселенски настан од највисок ранг, него ќе го придружува сета небесна војска. Кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, ќе ги прати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници, пишува Матеј во 25 глава. Значи, Христос доаѓа јавно, почитувани гледачи, и видливо, највидливо што воопшто може да се замисли. И еве на крајот да прочитам уште еден текст. На целата земја мртвите праведни ќе го слушнат, значи гласот Господов, во своите гробови и ќе воскреснат, ќе бидат преобразени, заедно со живите праведни ќе бидат земени на облаците. Пророк Исаја запишал во 25 глава, во 9 стих. Ете, тој е нашиот Бог, во него се надевавме, тој не спаси. И заедно со Христа, значи сите спасени, заминуваат на небото, каде што ќе бидат Христови гости 1000 години или 1 милениум и на располагање ќе им стои сета вселена. Значи, да заокружиме, почитувани гледачи, Христос ќе дојде видливо, не тајанствено. Ако некој ви каже дека Христос дошол некаде таму во некоја европска земја или град, не верувајте. Зашто Христос ќе дојде на исток, од исток, на облаците, во придружба на милиони и милиони ангели. Тоа ќе биде славен час, славен ден за сите кои го очекувале во минатото, го очекува денеска или ќе го очекуваат во иднина, зашто има луѓе кои заспале, кои починале со таква вера и тие ќе бидат воскреснати и заедно земени на облаците. Значи, една група ќе кажат: еве го нашиот Господ кој го чекавме, а друга група, како што читавме, ќе викаат и ќе барат да паднат планините, горите, за да не го гледат лицето на оној кој доаѓа. Во која група ќе се најдеме, зависи од нас. Моја молитва и желба е да бидеме во првата група, они кои ќе кажат: еве го нашиот Господ кој го чекавме. И сосема на крај уште еднаш да го повторам прашањето. Дали Христовото доаѓање ќе биде видливо? Да. Јасно и гласно, така ни кажува Библијата. Ќе биде јавно, видливо за сите луѓе. Нека му слава на Исуса, што неговото доаѓање ќе биде видливо и храбрително за сите оние кои го очекуваат денеска. Одиме сега повторно со песна.
Зошто не му даваш место да во тебе најде дом? Чуј на твое срце чука, отвори на спасот свой. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа дом. Имаш место за се друго, а зар не за својот спас? Вечно ти ќе биде среќен, што во тебе живеј Бог. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе прими Христа Бог. Се што имаш ти му предај, тој те вечно сака знае. Бргу милоста ќе мине и ќе биде доцна се. Кој ќе му се предај сега, да во него најде дом. Живот вечен тој ќе има, кој ќе прими Христа Бог. Почитувани гледачи, еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал да ви спомнам една информација, да ја споделам, дека викендот кој е пред нас, значи 17. мај 2025 година во Велес, поточно во салата на хотелот Глориус, кај езерото Младост, ќе се одржи пролетен собор на адвентистите на 7-миот ден за Република Македонија. Значи, сите вие кои сакате, без разлика што не сте членови во адвентистичката црква, а сакате да бидете присутни на еден таков собир, може да дојдете. Значи, собор на христијанската адвентистичка црква ќе се одржи на 17. мај во салата на хотелот Глориус во Велес кај езерото Младост со почеток во 10 часот. Насловот на овој собор е "Мило ми е, Господи, да исполнувам Твојата воля". Ќе биде говорник или гостин од Генералната конференција, значи од Америка, господинот или пасторот Гамбоа. Тој е координатор за евангелизам при Генералната конференција. Ќе биде интересно, ќе биде убаво, ќе има заеднички ручек, ќе се дружат верниците, може и прошетка секако покрај езерото, но планирајте во сабота, значи овој викенд кој е пред нас, 17. мај, да бидеме во Велес. Би сакал пред да завршиме, да спомнам еден краток пример како порака за сите нас во седмицата која е пред нас. Примерот носи наслов "Последната свеќа". Во самиот центар на градот, во една стара црква со високи прозорци и дрвени клупи, служише еден мудар проповедник. Тој беше познат не само по своето знаење, туку и по начинот на кој ги разгоруваше срцата на луѓето со надеж. Една вечер, додека проповедникот молчком читал во полутемната црква, вратата се отворила и влегол млад човек со наведната глава и очи полни со солзи. "Проповедниче, не можам повеќе. Секој обид ми е залуден. Темнината ме обкружува, а Бог како да ме оставил." Проповедникот не одговорил ништо. Не одговорил веднаш. Наместо тоа станал, зел една свеќа
и му дал знак да го следи. Го одел во една мала соба во задниот дел на црквата. Внатре било темно, освен една мала свеќа што тивко горела на масата. Што гледаш? Прашал проповедникот. Гледам само една мала светлина, окружена со темнина. Проповедникот тогаш дувнал и ја изгаснал свеќата. Собата останала во целосен мрак. А сега, што гледаш? Само темнина. Тогаш проповедникот повторно заприл свеќата и рекол: видиш ли, момче, темнината не може да ја победи светлината. Дури најмалиот пламен ја разбива темнината. И кога мислиш дека се е изгаснато, Бог секогаш има начин повторно да го запали пламенот во тебе. Младиот човек го разбрал она што зборовите не можеле да го објаснат. Во неговото срце почнало да се раѓа надеж. И сега поука за нас, почитувани гледачи. Во животот сите поминуваме низ периоди кога изгледа како темнината да победила. Губиме сила, губиме надеж, вера дека нешто може да се промени, но Бог никогаш не ја остава нашата душа во темнина за секогаш. Дури кога чувствуваш дека светлината во тебе трепери и едва и гори, Бог не дозволува таа да згасне. Понекогаш ни се чини дека свеќата се изгаснала, но во вистинскиот момент тој повторно ја пали со неговата љубов, милост и моќ. И затоа да запомнеме, темнината не може да го победи она што Бог го осветлил. И затоа не се откажувај, затоа што Бог има план за тебе. И кога ќе ти изгледа дека си во целосна темнина, само довери му се на Бога, зашто тој секогаш има начин да ја врати светлината во твојот живот. Ја не знам со каков проблем се бориш ти, со какви проблеми се бориме. Сите ние имаме своји проблеми, но да веруваме и да знаеме дека Бог никогаш не остава. И ова порака, ова поука што ја добил ова момче од овој проповедник, тој ја разбрал. Бог е секогаш поред нас. Неговата љубов, неговата милост и моќ. Темнината не може да го победи она што Бог го осветлил. И затоа, почитувани гледачи, ако имате проблеми, земете Библијата. Еве ви нудиме Нови Завет, бесплатен, книга над книгите. Може да ја читате Библијата и целата Библија може да ви ја подариме, значи ако имате потреба, целото Свето писмо, но можеме и овој Нови Завет да ви го подариме, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви го испратиме по пошта. Вие кои сакате подлабоко да навлезете во Свето писмо, ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на нашата денешна емисија, точно напладне, емисија која се емитува во среда во 12 часот. Ви благодарам на вашето внимание, што бевте со нас. Споделете оваа емисија на вашиот Facebook или на вашата страница, она што го имате. Кажете им на вашите пријатели, тие да ја гледат и тие, бидејќи има тука интересни совети за секој од нас. Посакувам благословен ден, благословена седмица и ви закажувам нова средба, ако Бог даде, живото и здравје, да се видиме во наредната среда. Тогаш ќе имаме извештај од самиот собор што ќе се одржи во Велес. До тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме
да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.